на Уставот и демократијата во Република Македонија. Огромен е, но не и најголем проблемот со бруталното кршење на се што е уставно, законски и деловнички пропишано при донесувањето на буџетот за следната година. Од оваа власт тако нешто можеше и да се очекува во изминативе 7 години. Но она после кое за македонското општество нема враќање назад е насилничкото претепување и исфрлање надвор од парламентот на пратениците, народните избраници, на оние што го представуваат гласот на народот. И зошто? Само затоа што сакаа да го штитат Уставот, законот, деловникот. Затоа што го бранеа последниот бастион на правната држава и демократија во оваа земја. И тоа не беше се. Како и секоја диктаторска, во исто време и кукавичка власт, се обидува тоа да го скријат од очите на јавноста, па претходно насилно и со примена на физичка сила ги отстранија новинарите од пленарната сала на Собранието. И тоа не е се. Вчера пред парламентот, впрочем, како и неброено пати во изминативе 7 години, власта хушкаше народ против народ, делејќи го, конфронтирајќи го меѓу себе и создавајќи зла крв. Вчера полицијата тепаше граѓани кои беа дојдени не за да ја рушат власта, туку за да го бранат Уставот и демократијата во својата земја. Почитувани граѓани, вчера кругот кој што оваа власт го испишуваше во изминативе 7 години целосно се затвори. Македонија конечно и дефинитивно не е демократска и правна, туку партиско-полициска, режимска држава. Тоа е вистината со која мора да се соочиме и против која мора да се бориме. Од вчера парламентот не е ништо друго освен партиска испостава на владеачките партии. За нас тој повеќе не постои и пратениците од коалицијата Сојузот за иднината повеќе во неговата работа нема да учествуваат. Од денес Социјалдемократскиот сојуз, заедно со своите коалициони партнери, преоѓа на поинаков, соодветен на приликите и карактерот на овој режим начин на дејствување. Тоа, меѓу другото, значи ќе организираме и поддржуваме секаков облик на граѓански отпор и непослушност. Ќе организираме и поддржуваме секаков вид на митинзи, протести, блокади на сообраќајници и објекти. Некои од овие наши активности претходно ќе ги најавуваме, а некои од разбирливи причини не. Почнуваме од вечерва со полчасовно блокирање на клучните сообраќајници во сите градови ширум Македонија. Во Скопје блокадата ќе се случи од 18 до 18:30 пред рекорд. Овие активности ќе траат до петок навечер. Во сабота во 12 часот ќе организираме протест пред главното седиште на ВМРО ДПМН во Скопје. Тоа е и најлогична локација, имајќи во предвид дека оваа партија ја узурпираше државата и ја претвори во партиско-полициска држава. Почитувани граѓани, крајната цел на се што ќе правиме во наредниот период е враќање на уставниот поредок и демократијата во Република Македонија. За да тоа се случи, овој тоталитарен режим ќе мора да се замине. Ја бараме вашата поддршка во оваа битка. Битка која заедно мора да ја добиеме. И ќе ја добиеме. Благодарам, а сега доколку има прашање, ви стојам на располагање. Поведете. Опозицијата ќе оди на локалните избори со оглед на тоа дека не ве исполните вашите бари. Што се однесува и за локални избори, и за евентуално предвремени парламентарни избори, и било кои други избори, додека не добиеме гаранции дека тие ќе бидат фер и демократски, ние на избори не излегуваме. Поведете. Власта директно те посочи вас лично како одговорен за настаните вчера, бидејќи сте повикани на пуч кон државата, така он го нарекува. Се чувствувате ли вие
Значи вчера не беше спречен пуч од страна на власта, вчера се случи пуч. Пуч кој што го реализираше владеачката партија. Вчера беше узурпиран уставот, законот, деловникот за работа, демократијата во Република Македонија. Тоа е партиско-полициски пуч во реализација на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Што точно значи Белјанската реконструкција? Се што можете да замислите. Не ме плаши кај сте били. Се што можете да замислите. Јас се чувствувам одговорен лично, а чувствувам одговорност и на Социјалдемократскиот сојуз, што многу порано, подиректно и порадикално не почнавме да и се спротивуваме на оваа власт. Председателот или Груевски повика на лидерски средби за недминување на состојбите теорите Се извинувам, председателот на што? на државата. Постои таков? Значи, одговорот на вашето последно прашање, дали значи дека ќе да прифатите покана за средба, за лидерски средба? Лидерска средба за што? За што? Одговорот на целокупните состојби во државата. Кои состојби? Ова што се случи пред собранието. Не, клучниот проблем е она што се случи во собранието. Значи, сите ние и вие сме биле сведоци дека во парламенти на многу земји широм светот имало судири меѓу пратеници и пратеници. Сме го гледале тоа на телевизија. Ви тврдам дека нема земја во која што полиција ќе претепува пратеници и ќе ги отстранува од парламентот. Таков пример не постои. А впрочем, кажете вие дали има друг пример каде што полицијата исто така со сила и насилство ќе ги отстрани вашите колеги новинари. Една од тие седи до вас, колешка. Вчера беше брука и за новинарството во Македонија. Брука приредена и реализирана од страна на оваа власт. Понижени сме сите, и како народ, и како држава. Оваа срамота цел свет ќе биде. Поведете. Како очекувате да се разреши оваа политичка криза? Со заминување на Никола Груевски од власт. Се што може да замислите околу формата на границите на консенсус, дали тоа подразбира и повик да не се плаќаат сметки, даноци и така натаму? Значи, во дадена ситуација, во дадени околности, и тоа може да се случи. Како очекувате да апсат, пошто сте обвинет за обид, може да се случи? Молам? Дали очекувате да апсат, пошто сте обвинет за обид за државен удар? Нека повелат. Тука сум. Јас сум тука. Знаат и каде живеам и каде работам. А од кого очекувате гаранции за фер и демократски избори? Од оваа власт дефинитивно не, меѓутоа од законската регулатива, состојбата со избирачкиот список, силен меѓународен мониторинг и од оној што ќе ги организира изборите. Оваа власт више тој кредибилитет го нема. Како очекувате да се развива политичката клима? Дали власта ќе оди на предвремени, ќе се согласи да оди на предвремени парламентарни избори или можеби со репресија ќе се обидува да ја задржи власта и дали тоа не е ризик ова што се случи вчера во пострашна форма да го видиме на улиците? Значи, од оваа власт ништо не ме изненадува. После се што видовме во овие 7 години, а после она што го видовме вчера во собранието и пред собранието, ништо не може да ме изненади од оваа влада на чело со Никола Груевски. А тоа е најдобар доказ во каква земја живееме. Господин Зарнетовски, колку Македонија вчера беше близко до граѓанска војна и со оглед на се што се случува и со оглед на последава што се случува, колку е близко во наредните периоди? Значи, прво вчера видов и што кажа Никола Груевски и што беше соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. Апропо вашето прашање, ќе се задржам на една формулација дека народот му кажал не на Црвенковски. Дали за Никола Груевски специјалните полициски единици се народ?
вчера се случи судир меѓу пратеници, народни избраници и припадници на специјалните единици на полицијата. Пред парламентот не се случи судир меѓу народ и народ, иако тоа им беше намерата и тоа им беше сценариото и цел ден на тоа работеа. На крајот се случи повторно судир меѓу специјалните единици на полицијата и народ. Не кажа вчера не народот на СДСМ или на Црвенковски. Вчера народот се судри со механизмот за одржување на оваа власт. Тоа е последниот механизам. Тоа е брутална сила и злоупотреба на институциите. Како ја коментирате неговата порака дека политичкиот крај ќе ви заврши како да? Више 7 години го слушам за мојот крај. 7 години го слушам Никола Груевски како сонува за мојот политички крај. И како повеќе сонува, така повеќе му се шири кошмарот за неговиот политички крај.